Добро вечер, Сокот. Стотици семејства во Македонија се обидуваат да го решат проблемот кој ги мачи, како да им помогнат на своите најблиски кои станале зависни од хероинот, од дрогата. Единствениот одговор на ова болно прашање е лекувањето. Но исто така е болно и прашањето како луѓето кои се решиле да ја заменат иглата со здрав живот, да ги реинтегрираш во општеството, да се вратат во семејството, да живеат нормално со своите најблиски. Метадонската терапија е најпознатиот облик на лекување на зависностите, иако е понекогаш скапа, сепак е поевтина отколку одговорноста и проблемите на општеството доколку има зависници. Сепак на пазарот се појавуваат и некои алтернативи кои не се дозволени. Замена на метадонот со нелегални лекарски средства. Мирјана Мирчевска Јовановиќ на оваа тема. На 6 километри од Скопје е дневниот центар за зависници од дрога. Само што стигнавме, пациентите веднаш избегаа. Не сакаа да бидат видени од нашите очи. Пред самиот центар беа само трагите од мали шишиња каде бил метадонот, игли и шприцови. Нивната непријатност и срамењето не однесе по тесните ходници, директно кај докторите. Стигнавме нешто кратко пред паузата, кога пациентите го подигнуваа метадонот. Тука се лечат 420 пациенти, зависници од дрога. Зависноста од дрога е хронична болест и значи исто како за секоја друга хронична болест. Нема посебни принципи во различните хронични болести. Ако една хронична болест од областа на интерна медицина значи дека цел живот треба да се третира или барем долго да се третира, и овдека исто постапуваме. Ако е хронична болест, бара долготраен третман. Доктор Лилјана Игњатова е раководител на секторот. Таа вели дека бројот на доктори од оваа област има да се избројат на една рака. Непријатните сцени со лечење на зависници од филмовите тука се реалност. Со овие луѓе треба да работат стручни кадри многу повеќе од оние кои сега работиме. Мал е бројот на луѓето кои сакат да работат со оваа проблематика. А проблематиката е тешка, особено ако немате добар одговор во третманот. И тоа веројатно ги брка младите од оваа област и не ќе да се занимаваат. Сите други гранки во медицината за нив изгледаат многу по нефрустрирачки, да кажам. Метадон и бупренорфин – единствената терапија што ја добиваат зависниците од дрога. Пациентите доаѓаат некои секој ден, други земаат и за една недела. Се зависи од состојбата на пациентот, но кај секој пациент метадонот не делува исто. Ние го викаме тоа генетски полиморфизам, значи има генетска предодреденост како ќе реагира на одреден лек и на одредена доза. Не сите пациенти се исти. Кај некој пациент можете све да направите и ако немате избор, имате само еден лек, да не постигнете успех и да изгледа како да не ја пие терапијата, иако он прави све со тоа што вие му го нудите. Меѓутоа, веројатно понудата не е адекватна, кај тој пациент треба нешто друго. Но освен во овој центар на општинско ниво има само во општина Карпош, во болницата 8 септември. Тука се лечат околу 70 пациенти, но за психијатарот Дарко Костовски е многу важна целосна децентрализација на општините. Состојбата во Република Македонија, особено во градот Скопје, заради поголемиот број на корисници на дрога, е многу лоша. Зошто е лоша? Ние 16-17 години во Скопје говориме за децентрализација на конкретно метадонскиот програм. И таа децентрализација не се случува. Не се само дали ќе се отворат центри, кој кадар ќе работи во тие центри. Во центарот во Кисела вода и Карпош се дава само метадон, додека поквалитетниот бупренорфинот се дава само на 200 пациенти на клиниката за токсикологија. Овие пациенти кои тука се примарат, односно во програмата каде што сме отворени за сите, без листа на чекање, без бариери и со приеми, немаме и голем број на пациенти, немаме можност да си помогнеме нити на пациентите, нити на себе. Веќе имате митови за метадонскиот програм. Единствената програма што ја се применува само на клиника за токсикологија, бидејќи таму се
дава бупренорфинот што е буџетски наменет. Штом имате централизиран програм, тогаш имате негативна перцепција, која што дури доаѓа и до едно пежоративно ниво, а тоа е државно дрогирање. Докторите велат дека како во сите области од медицината се носат нови генерации на лекови и тука треба да се прошири листата. Истражувања кои зборуваат дека одговорот во третман е многу подобар во последниве години кога имаат лепеза на избор на лекови и третмани, него порано кога немале избор, кога третирале само со еден лек. Значи, најава, јас не сум чула за тоа, но добро е да се размислува, да имаме повише третмански опции, за да дадеме уште подобар одговор него овој што го имаме. Не велам дека овој воопшто не работи. Овоите како има пациенти кои велат дека да не беше метадонот, јас можда нема да бив жив денес. Од 2009 година нема детоксикација во болнички услови. Според мене, може другите нема да се сложат со мене, детоксикација која не е evidence-based не е добра. Детоксикација во минатото се правеше со бензодиазепини. Сега имаме сериозен проблем со бензодиазепините и се чудиме зашто пациентите употребуваат толку многу бензодиазепини, кога со години се зборуваше дека бензодиазепините не се адекватен лек за да се замени опијатна зависност. И соседите на центарот реагираат за шприцовите и иглите. Од центарот велат само нова генерација лекови може да спречи директно инектирање лек во вена. Во такви програми вие ја добивате групата и ја имате под контрола, вие работите со нив, вие ги советувате, меѓу нив ги мотивирате, некој од нив вие ќе го добиете, он да дојде за да инектира, ама ќе работите со него да престане да проречи, да абстинира од инектирање. 400-тините пациенти сакаат да имаат нормален живот, да имаат семејство, но ретко кој од нив наоѓа нормална работа за да заработат и да не останат на дното. Кога би имало акција за десетина вработувања во општина на корисници, па и вработените, кои што да речеме немаат свој проблем со дрога или не дошле во контакт со таа група, ќе стекнат една друга слика за овие лица и овие лица ќе се осетат дека се на некој начин уважени од општеството. Психосоциолошката поддршка е многу важна за да не се вратат повторно на дрогата. Со успешно излекувани зависници и општеството ќе има помалку проблеми. Најголем проблем во јавното здравство е како да направиш оптимален број на пациенти за кои што ќе има доволно лекари. Според одредени програми кои треба и во Македонија да се применуваат, бројката од 100 пациенти е онаа вистинската. Иако во општините требало да се отворат повеќе вакви центри, до сега само општина прифатила такво нешто. Во најголем број случаи, луѓето не сакаат во соседството да ги имаат центрите за лекување на зависниците. Во раните 90-ти се прекројуваа границите, се создаваше независноста, се носеше уставот, се формираше нова држава. Но паралелно со зачетоците на републиката се раѓаше и нова ера на пороци, кои исто така полекано сигурно навлегуваа во секој дел од општеството. Ако до тогаш Македонија била една од земјите транзит во овој дел, тогаш започнува делот на поголема понуда. Значи, количините кои што во тогаш не остануваат на територија на државата започнуваат да се продаваат со многу поевтини цени, што значи дека има зголемување на понудата. Дрогата почна да зема замав и своји жртви. Веќе во 1994 година почнуваа да се формираат првите невладини организации, чија единствена цел на почетокот е да им се помогне на зависниците да почнат да се лекуваат. Зошто доверба? Токму поради тој период, половината на 90-тите години, кога за жал почна тогаш посериозно дрогата, поготово хероинот, да навлегува во нашата држава. Задан иницијатива на самите корисници во 1996 година се отвара првата програма за размена на стерилен прибор за инјектирање во насока на превенција на ХИВ-СИДА помеѓу корисници на дрога. Колку луѓе влегле во магичниот круг од кој тешко се излегува, нема официјална статистика, но според одредени параметри, 2 од 10 лица на возраст од 15 до 64 години
Проблематично употребуваат дроги. Тоа се тие зависници кои користат опијати, односно хероин, амфетамини и кокаин. Бројката во Македонија не е занемарувачка, туку зависноста е реален проблем. И ако имплементираме ова формула, ќе видиме дека во Македонија би имале помеѓу 2800 и 13700 корисници на дроги. Истражувањето кој што Хопс го правеше со Институтот за јавно здравје во 2010 година покажа дека предпоставениот број на лица кои што проблематично употребуваат дроги е меѓу 10.300 и 10.900, од кои што околу 40% се во градот Скопје. Во текот на овие 2 децении, како што се зголемуваше бројот на зависници, така се намалуваше старосната граница. Ако дрогата беше предизвик за тинејџерите и постарите адолесценти, денес дрогата е секојдневие и за деца кои се уште не зачекориле во пубертетот. Ако зборувавме порано за години од 13-14 години па до 18, сега веќе станува збор за 8-9 години, 10 годишна возраст. Значи, за тоа и мотивите се различни. Вие ако зборувате за дете недооформено, за што може да станува збор? Начинот на живот, општеството допринесува и влијае многу и врз менување на состојбите со дрогите. Со години, единствената здравствена институција во која зависниците добиваа медицински третман беше Центарот за зависности во Кисела Вода. Но како и се во државава, така и во лекувањето на наркозависноста треба да имаш вујко владика. До пред неколку години имаше листи на чекање, затворени програми. Ако сакаме во поле да имаме успешност на лекувањето, ние мора да имаме отворени служби. Не секоја општина во градот Скопје има можност за луѓето да се лекуваат. И во тој период, заради големата побарувачка на можноста за лекување, а недоволната понуда од страна на државата, се креираше црн пазар на метадон. Со години исто така единствениот лек кој го добиваа зависниците беше метадонот. Овој лек е најдоброто решение во светски рамки, не само кај нас, но не е најдобар за сите зависници, а пред неколку години е воведен уште еден лек, бупренорфин. Нажалост, во Република Македонија не секогаш се употреби индивидуален пристап заради различните административни бариери или протоколи кои што постојат. Не можеме сите луѓе да ги ставиме да носат чевли број 43. Како што викаат некои нашите пријатели специјалисти кои што работат во област. Тоа значи дека секоја институција која што работи на зависности мора да индивидуално го дизајнира третманот. Лековите се добри, но лекувањето е лошо. Зошто е тоа така? Наместо државата и институциите, истражување за квалитетот на програмите за лекување на зависници прават невладините организации. Последното објавено оваа година покажува дека и по 2 децении многу малку е сторено за да има успех. За жал, третманот од еден сеопфатен третман повеќе се сведува на шалтерски систем, односно издавање и пиење на метадон. Она што недостасува и кој што и пациентите го детектираат, недостасува на компонента психосоцијална поддршка, помош и компонентата на ресоциализација. Повеќето од нив воопшто не знаат дека во програмите за зависности може да добијат поддршка од социјален работник и психолог. А и они кои што знаат дека има вработено такви кадри, воопшто немаат представа какви услуги можеле да бараат од нив. И она помала група што побарала услуги искажува претежно незадоволство од услугите на социјалниот работник и психологот во програмите. Вториот проблем, кој со години се заговара да се реши, но тапка во место, е отворањето на повеќе центри за лекување на зависници. Локалните власти не дозволуваат во нивната општина да се отвори ваков центар. Постои страв кај населението дека наместо да се лекуваат зависниците, нивните деца би се навлекле на дрога. Речиси сите градоначалници, тогашни, а и сегашни, покажа отпор кон оваа идеја. Аргументите се различни, од немаме простор, ние немаме во нашата општина зависници и слично, ние немаме проблем со корисници на дроги, но во принцип отпорот доаѓа од предрасудите и од стереотипите. Единствено разбирање покажал градоначалникот на Карпош Стефче Јакимовски, кој дозволил во оваа општина да им се помогне на зависниците, а тоа се покажало како разумна одлука.
центарот во војна болница, кој што навистина овие 2 години е позитивен пример. Меѓутоа, тука има една бројка од околу 70 на пациенти. Дури ние често што и се радуваме, луѓето ни во војна болница дел не знаат дека постои тука центар. Значи нема никакви проблеми, луѓето си идат по терапијата без да се стварат оние проблеми за боцкање што ги имате пред клинички центари во кисела вода, значи злоупотреба на метадонската терапија. Примерот на програмата во 8 септември покажува дека всушност е многу полесно да се работи и многу поквалитетни услуги добиваат корисниците на услугите кога има помал број пациенти во таа програма. Во Скопје метадонска терапија се дели во клиничкиот центар, но според истражувањата постоечките не се доволни. Токму малиот број на центри повлече и други проблеми. Се создадоа предрасуди и кон лекувањето и кон зависниците. Тоа предизвика и во кај општата јавност една лоша слика, еден лош имидж на центрите кои што и ден денес ги следи нашите напори за децентрализација на третманот. Сите се сеќаваат на таа лоша слика на кисела вода и постојано тоа се аргументите. Ние не сакаме во нашата општина да не се случи тоа што се случи во кисела вода. Ете, за жал, тоа се ефектите кога системот ќе потврли. Исто тоа резултираше со креирање на огромен број митови, предрасуди кон метадонот како лек, кои што во крајна линија се прилично опасни, затоа што демотивираат не само зависници, туку и нивни семејства да се впуштат во третман. Вториот проблем кој со години се провлекува е недостигот на персонал. Многу пациенти малку вработени. Се чувствува дека ги обвинуваме самите вработени во овие програми, меѓутоа мора да се земе предвид дека вработените во програмите за зависности се наоѓаат меѓу чеканото и наковалната, затоа што многу голем дел од нивната работа зависи од повисоките инстанции во државата, односно од оние кои што ги донесуваат одлуките. Самото истражување покажува дека овие моментално 4 програми за зависности во Скопје не се доволни. На проблемите им нема крај. Тука е и рехабилитацијата. Не е само да се испие метадонот и со тоа е завршена работата. Овие луѓе се оцрнети. Еднаш зависник, цел живот криминалец. Заради стигмата и дискриминацијата која што постои кон самите корисници, навистина пристапот и достапноста на услугите кон овие лица не секогаш е на нивото кој што ги би го добил и некој друг граѓанин кој што нема зависност од дрога. Практично се случува за поседување мала количина дрога, лицето да биде судено за кривично дело и така натаму, што значи дека воопшто и поседувањето и потребата на дроги во Македонија се третираат повеќе како нешто лошо, односно како кривично дело. Метадонската терапија е различна кај секој поединец. Некој цел живот ќе треба да пие од оваа течност, некој по неколку години е целосно излекуван. Ке некој доживотно ќе го зема метадон, како што некој доживотно ќе зема лек за крвен притисок. Ке некој ќе зароши за 5 до 10 години. Затоа зборувам дека принципот на лекување индивидуално. Меѓутоа светските искуства говорат дека ке 5 до 20% од луѓето кои што се на третман со субституциона терапија, значи метадон, бупрофен, лекувањето ќе трае доживотно. Голем број од зависниците работат во невладините организации кои се залагаат за подобро лекување на зависностите, но ниту еден од нив не сакаше јавно да зборува и да ја раскаже својата приказна. Оти се случувало некој да проговори за црното минато, па да добие отказ од работното место, во него да биде вперуван прст како најголем злосторник. Општествената перцепција е се уште стигматизирачка, значи и покрај толку години, толку кампањи, толку зборување, се уште немаме сензитивност за проблемите на овие луѓе. Поготово најтрагично е што стигмата доаѓа од институции кои по природата на работите би требало да работат со оваа популација, да не зборуваме за општествената јавност. Ако функционира системот, лек, психосоцијална поддршка од семејство, вработување на овие луѓе и нивна поддршка апсолутно функционира. Во нашата организација работат луѓе кои што завршиле третман, луѓе кои што се на третман. Меѓутоа станува збор за прашањето кој што луѓето често го поставуваат. Ако лицето е на метадон, се уште е зависник. Не е точно. Најголем дел од зависниците се од Скопје. Во метрополата дрогата е недостапна. Во главниот град се и најголемиот дел од кампањите против овој порок, но очигледно нема голем ефект. Мора да се најде најслабата алка во системот.
Ние како општество сакаме многу да дискутираме за проблеми, меѓутоа многу малку сакаме да дискутираме за решенија. Треба да дискутираме претежно да ги најдеме решенијата, многу помалку за проблемите. Проблемите ги имаме. Јас одговорно тврдам, доколку имаме добро организиран третман, добро организиран начин на лекување, како има шанса секој човек да се излечи, да си се врати во нормален живот. Истражувањето на невладините покажало дека од 420 зависници кои се лекуваат во Кисела вода 8 септември и во клиничкиот центар, 370 се машки, а 50 женски лица. Најголемиот број од нив се родени помеѓу 1975 и 1984 година. Сите се од Скопје или околината. 139 од нив, или 76,4% се невработени. Само 18 испитаници рекле дека се во работен однос. Програмите за лекување зависности од дроги во Скопје се наменети пред се за полнолетни лица зависни од опијати. Нема програми приспособени за лекување на малолетни лица, особено не за помлади од 16 години. Од буџетот не се финансираат програми за лекување лица зависни од дроги што не се опијати. Истражувањето покажало и дека од околу 3600 лица од Скопје што инјектираат дроги, повеќе од 3000 од нив немаат можност да се лекуваат во програмите за зависности во Скопје, затоа што капацитетите се ограничени и за повеќе пациенти не се одвојуваат пари од буџетот. Приказната се вика Покров, лекувалиште од зависности. Тоа утеха за мене беше дрогата. Од кој ќе ја земаш дрогата, само го решаваш моментално проблемот. Значи не го решаваш проблемот целосно. Фала му на Бога, жив сум, здрав сум, работам, придонесувам, помагам на други дечки да го поминат тај процес и нив и онде се исправат да бидат своји човеци. Лечењето на зависниците има две патеки, едната е преку здравствениот систем, другата е преку алтернативните методи. Светски признати, затоа ако замина во некои од манастирите и во невладините организации за да видиме какви се ефектите од ваквото лекување. Мирно и спокојно, сликата која не дочека во Струмичко водоча повеќе наликуваше на земјоделско стопанство отколку на центар за лекување од зависности. На овој мал имот се испреплетуваа приказните на зависниците од дрога, од комари од хазард и алкохоличари. Се плете и приказните на оние што им помага да се справат со тој предизвик, и на црквата, и на општината, и на државата, но и на локалниот бизнис и на невладините организации од странство. А приказната се вика Покров, лекувалиште од зависности. Пред 2 месеца Роберт се појави пред камерите и раскажа дека неговата наркоприказна траела 17 долги години исполнети со зависнички маки. Јас бев зависник 17 години. И сега е добро. 5 години сум абстинент. Живеем на подруг начин. Сега е вработен во центарот, откако е затворил темната зависничка приказна. Покров постои веќе 5-та година. Отец Јаков е во него како духовен представник на црквата за да им помага на зависниците. Раскажува дека центарот е отворен по иницијатива на Струмичката епархија. Е основана со лични заложби со благословот на митрополитот Струмички господин Нау. Он во една од своите беседи вели дека Христос се поистоветува со секој еден човек, па кој да е тој, а поготово со луѓето кои што страдат и кои што се презрени во овој свет. А отаму и секоја наша средба со секој еден наш ближен е средба со живиот Бог. Покрај духовниот отец, Покров има и татко кој секогаш е меѓу зависниците, Сократ Манчев. Тој раководи со проектот. Прво што ни покажа беа редовите соцреши. Веќе беа црвени, а дел од нив организацијата ги продава заедно со останатите земјоделски производи израснати од трудот на зависниците во рамките на оваа тераписка заедница. Црвените цреши донесоа и финансиска независност на организацијата. Сите клиенти заедно со целиот персонал се вклучени во
тоа што ние го викаме овде работна терапија, а тоа ни помага по друга страна да станеме економски независни или да станеме самоодржливи. И ние само за 4 години од постоењето на оваа програма, благодарение на сите стратешки планирања што ги направивме, посебно во делот на економските активности, успеавме ова програма да ја направиме да биде самоодржлива. Кога екипата на Код ја посети заедницата, ги затекнавме штитениците како се подготвуваат за ручек. Вкупно имаше 15 на зависници од пороците на третман. Со нив, покрај службата на Покров, работат и двајца лекари специјалисти. Зидовите на оваа институција виделе и почувствувале многу болка на паталците кои дошле по лек за нормален живот. Покров не е единствената таква институција во Македонија која делува по други, различни принципи од оние на државните медицински институции. Рето е организација со шпански корени. Терапијата е исто работна. Собираат стар мебел и го преправаат, а со продажбата се заработуваат пари за функционирањето на организацијата. Во Македонија има уште еден вид на странска терапија и таа е поврзана со, да кажем, еден вид на религиозна институција, со саентолошката заедница. Таа програма се нарекува Нарконон. Од пред неколку месеци има и терапија во рамките на светската програма Narcotics Anonymous. Покров ја дополнува оваа низа, иако останува типичен македонски домашен производ. Поврзан е со црквата, слично на примерите во други земји, иако религијата е право на слободен избор при лекувањето во водоча, велат нашите соговорници. Заеднички за сите овие терапии е финансирањето, кое по правило, ако не потполно, во добар дел е на товар на зависникот, односно на неговото семејство. Месечните трошоци за терапија за еден зависник или клиент, како ги нарекуваат во Покров, е 750 евра. 300 евра плаќаат самите зависници. Скапа сума, но секако многу поевтино од цената на животните маки на луѓето кои дошле по помош во водоча. Еден од нив од 15 години станал зависен не од дрогата, туку од коцката. Вели изгубил по казината и коцкарниците вредност на 2 стана во Скопје. Губењето пари го водело кон друг вид на зависност – хероинот. Од кој ги изгубиш имаш голем проблем. Тоа што ги изгубиш си нервозен или нормално бесен и бараш некоја утеха, а тоа утеха за мене беше дрогата. Од кој ќе ја земаш дрогата, ми само го решаваш моментално проблемот. Значи не го решаваш проблемот целосно. Роберт сега заработува од Покров. Вработен е, зема плата и го дели искуството на излекуван со останатите што дошле по лек. Фала му на Бога, жив сум, здрав сум, работам, придонесувам, помагам на други дечки да го поминат тај процес и нив и онде се исправат да бидат своји човеци. Успешен ли е рецептот на Покров? Манчев објаснува дека поголем дел од вкупно 105 пациенти кои минале низ неговите раце сега имаат подобар и поуспешен живот. Ланската е исклучително прекланската година, значи во период од 18 месеца 13 лица кои што 13 клиенти кои што успешно го завршија процесот. И тоа е за нас една цифра која што уште посилно не мотивира да продолжиме да го спроведуваме она што овде го работиме како тераписки модел. Терапијата е поделена на 4 фази, а метадон се користи само во првиот месец од престојот. Потоа следува така наречената фаза на безболен детокс, кога зависниците ќе мора да се ослободат од стегите на дрогата. Во соработка со медицински центар Струмица, посебно со одделението со метадонскиот оддел, успеавме да направиме безболен детокс. Тоа е она и да ја премостиме она најголема пречка на стартот за нашите клиенти кои што ги оттргнува од тераписки процес, стравот од кризи кои што тие го чувствуваат и од кои се плашат, овде е премостен. Значи им понудивме опција да имат безболен детокс. Истовремено може да се посветат на религијата. Не е доволен некаков лајт мотив или цврста волја за да се извлечеме и да станеме подобри луѓе, туку пред се преобразувачката благодат Божја, секако во синергија, во соработка со нашата слободна волја. И тука веќе е улогата на духовниот отец. Значи целиот тој процес мора да се одвива во послушание кон духовен отец, оти единствено тогаш нашиот ум влегува во процес на исцеление. Таблата со лошите карактеристики на зависностите треба да ги убеди пациентите
со волја и желба да ги победат. Но животот во оваа тераписка заедница е исполнет и со забрани и ограничувања. Нема интернет, телефонски повик до најблиските само еднаш неделно. Хиерархијата во заедницата е строга, секој си ја знае својата позиција. Посета од најблиските еднаш месечно. Не се сите доволно јаки да го издржат престојот. Доколку не ја напуштат програмата, првиот излез од имотот на покров им се дава дури после половина година, и тоа со човек заложен за нив. А после секој нареден месец имаат право да користат викенд сами. Но после секој враќање обавезно се прават скрининг тест на краче, така да ние знаеме дали они направиле рецидив или не. А од друга страна знаеме пак дали сме ги научили нешто или не во однос на како да се справуваат со рецидивот, односно како да останат во абстиненција. Без метадон на варена брокула, така се лекуваат зависниците во водоча, пишуваа медиумите, пренесувајќи изјави на незадоволни клиенти кои плаќале партиципација за овој вид на лекување од зависност. Ваквите написи представниците на покров ги сватија како тешки, недокажани критики. Работната терапија наместо метадон им се нуди на оние што дошле по помош. Кога работиш, мозгот ти е запослен, размислуваш на тоа што го работиш, не размислуваш на глупости што си ги правил порано. Покров успеал да промени многу и во однесувањето на локалната бизнис заедница и на струмичката политичка стена. Со помош на струмичките фирми на Елем, објектот на Покров сам произведува струја. Имаат сопствена вода за пиење и за наводнување на чери доматите со чија продажба заработуваат за да обстане центарот. Ако многу работи ги делеле политичарите, Покров успеал да ги обедини во струмичкиот општински совет. Од ова година тројца клиенти кои што се социјални случаеви ги финансира општината, и тоа беше првата едногласна одлука која изгласаа сите политички партии во општина Струмица, да 3 лица се финансираат од буџетот на општина Струмица во социјалната програма што има. Работата на полето заврши. Уште еден ден во водоча и исполни целта да се помогне. А на многу луѓе во Македонија им треба ваква помош. Дали преку Покров, Нарконон, Арето или нешто трето. Зависници има. Собираат волја да излезат од темната наркоприказна. Но за вакви услови, покрај желбата, треба да имаат и пари. Сепак заедницата во водоча им нуди надеж на многу семејства. Надеж која ја гледаат под кровот на Покров. Како зависниците да се вратат во реалниот свет и да го живеат животот како и сите други? Ова е одговорност на сите нас, не само на државните институции, туку воопшто на општеството. Ви благодариме што и овој пат бевте со код. Имајте пријатна вечер.